Зголемувањето на цените и недостигот на конкретни мерки од владата ги засилуваат политичките судири во земјава. Председателот на социјалдемократите Филипче вели дека пратеничката група на СДСМ ќе предложи пакет закони кои ќе им помогнат на граѓаните полесно да се справат со последиците од актуелната економска криза, предизвикана од растот на цените на горивата. Прво, закон за намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за горивата. Понатаму намалување на акцизата за 4 денари. Третиот закон укинување, следување на 0% ДДВ за основните прехранбени производи. И четвртиот закон за преполовување на цените на патерините, кои што нашите граѓани ги плаќаат возејќи по патиштата ширум државата. Опозицијата обвинува за институционална негрижа и недостигна реакција за економската криза, која според нив секојдневно се повеќе ги оптоварува семејните буџети. Демократската унија за интеграција бара од владата да го разреши министерот за економија, кој според нив нема ниту визија, ниту план за управување со економските кризи. Република Македонија вериот, актуалишт функционон, па министрите економис функционале. Дërkohë që pritet rritja e konsiderueshme e produkteve bazë, e kostove të transportit dhe në përgjithësi shtretim i jetës për qytetarët. Bashkimi Demokratik për Integrim njofton qytetarët se nëse nuk implementohen urgjentisht masat e propozuara, çmimet në përgjithësi mund të rriten mbi 10%, gjë që do të rëndojë ndjeshëm buxhetet familjare në vend. Од ВМРО ДПМН вела дека Филипче нема кредибилитет да зборува за мерки и за кризата, додавајќи дека владата ја разгледува мерката за намалување на ДДВ на 10%. Владата активно ја следи ситуацијата. Се размислува за намалување на ДДВ од 18 на 10%, се со цел заштита на животниот стандард на граѓаните, но сепак да видиме и да оставиме владата во текот на денот да излезе со став по однос на ова прашање. Од владата информираат дека во наредните денови ќе донесат одлука за намалувањето на ДДВ-то.